Густ црн чад се издигна над центарот на Скопје утрово. Запалена е универзална сала. На единствениот број за итни случаи 112 во Центарот за управување со кризи е добиена пријава за пожар на отворено кој се шири над објектот на универзална сала лоциран на булевар Партизански одреди во Скопје. Како што информираат од Центарот за управување со кризи, гори една од куполите на објектот, а противпожарните единици на град Скопје се на лице место. Јавното сообраќајно предпријатие информира дека на верскиот празник Рамазан Бајрам автобусите ќе се обраќаат по неделен возен ред. Дежурни од 7 до 14 часот ќе бидат билетарниците на транспортен центар и таа во Ѓорче Петров, наведено е во соопштението. Оттаму додаваат дека жицарницата ќе функционира вообичаено од 10 до 18 часот, при што од 17 до 17 часот и 30 минути е последното возење од долу кон врвот, односно во 17 часот и 45 минути е последното возење од врвот надолу. Сите паркиралишта со кои стопанисува јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар, како и паркирањето во зоните А, Б, С и Д, за оние кои се надлежни јавното предпријатие Градски паркинг, во текот на утрешниот ден на празникот Рамазан Бајрам ќе бидат бесплатни за паркирање за сите граѓани. Редовната наплата на сите паркиралишта ќе продолжи в четврток со вообичаено работно време. Температурата во Скопје и околината во последните 44 години постојано расте, но адаптацијата на овие промени не ни оди добро, посочуваат од O2 иницијатива. Во 1979 година просечната температура била 11,9 степени Целзиусови, а во 2023 година просечно се измерени 14 степени Целзиусови, што значи дека станува се потопло. Оттаму посочуваат дека Парискиот договор има за цел да го ограничи глобалното затоплување под 2 степени Целзиусови, по можност до 1,5 степени Целзиусов во однос на прединдустријското ниво од 1950-та, односно 1900-та година, а кај нас само во изминативе 44 години има затоплување од 2,1 степен Целзиусов, кој ќе продолжи понатаму. Градоначалникот Ѓоргиевски го посети основното училиште Рајко Жензифов во Драчево. Во ово училиште во завршна фаза се градежните активности за изградба на модерни спортски терени на 2200 квадрати. Поставени се нова трева, стативи и ограда, со што учениците добиваат современи услови за спортување и рекреација. Едновремено, во дворот на училишниот објект се одвива изградба на инклузивна сензорна училница на отворено. Истата, која е прва во Скопје, на учениците со попреченост ќе им овозможи подобра сензорна стимулација, но ќе се користи од страна на сите останати ученици. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја